вас е подготвен системот Безбеден град од аспект на вас како сообраќајен експерт и професор со долгогодишни искуства? Да, пред споменавте како универзитетски професор и како вешто лице кое долго време работи на изработка на сообраќајни вештачења, морам да го поздравам воведувањето на системот Безбеден град и не само тоа, туку сметам дека такво нешто требаше да се направи уште многу одамна. Мораме јавно да си признаеме дека еден долг период наназад, па и со децении наназад, во Македонија владе масовно непочитување на сообраќајните правила и прописи и затоа плаќаме тежок данок во форма на безсмислено губење на животи, инвалидитет, доживотен, материјална штета и сето тоа заради несовесно однесување на учесниците во сообраќајот. Сметам дека воведувањето на системот Безбеден град ќе допринесе и тоа како за подобрување на состојбите, бидејќи знаете што уште во првиот период на тестирање се покажа или се дојде до фрапантни бројки за неколку часови илјадници прекршоци забележани. Тоа е нешто што не смее да си го дозволи или не смее да го толерира ни една држава, ни едно општество. Затоа воведувањето на ваквиот систем е и како потребно и мислам дека ќе има позитивни резултати. Ако ме прашате дали е подготвен системот, детали не ми се познати, меѓутоа сметам дека овој преоден период беше доволен Министерството за внатрешни работи и нивните стручњаци да ги отстранат недостатоците кои беа забележани на почетокот, а уште поважно тоа и Министерството за внатрешни работи пристапи на еден коректен и правилен начин со овој тест период, бидејќи не само што тест периодот овозможи надминување на евентуално технички проблеми, туку и подготовка на учесниците во сообраќајот, нели после оној долг период на непочитување на правила и прописи, некој преоден период луѓето да се навикнат конечно да се однесуваат како што треба и се разбира ефектот да биде позитивен. Така, во делот на самата поставена патна сигнализација, многу од учесниците во сообраќајот имаат забележано дека некои сообраќајни знаци не се отстранети, а се косат со самите правила на Safe City, па и од тука има и различни ситуации. Како мислите дека тоа од 1 февруари ќе биде и дали ќе има некои негодување и на некој начин некои неусогласености во тоа? Да, се забележува дека на некои локации има несоодветна сигнализација, меѓутоа мислам дека не е тоа од некакви размери нешто што би требало да го попречи воведувањето на системот Безбеден град. Посебно сакам да истакнам, слушнав забелешки дека не е насекаде поставен сообраќајен знак кој што предупредува дека на тоа место има камера. Треба да се каже отворено дека практично добра волја на Министерството за внатрешни работи да поставува такво предупредување. Не мора, не постои закон или барање дека мора да има предупредување дека постои камера. Меѓутоа тоа е добро бидејќи се истакнува дека не е целта да се казнуваат луѓето, туку е целта да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Инаку, исто така, слушнав забелешка, немало сообраќајни знаци за ограничување на брзината низ градот. Треба сите учесници во сообраќајот, сите кои што имаат положено возачки испит да знаат дека постои општа забрана во населени места за возење со брзини поголеми од 50 км на час, значи не мора да има сообраќајен знак.
во населено место насекаде важи правилото дека максималната брзина е 50 км на час. Така, во делот на тест периодот досегашен што беше за Safe City се покажа дека имаме драстично намалување на сообраќајките. Дали сметате дека казнината политика која што се воведува во идниот период и која што ќе важи е преструга со оглед на стандардот на граѓаните? Во смисла на тоа, едни зимаат, например, плата од 500 евра, другите зимаат многу поголема плата, па дали сметате дека треба тука да се подлежи во делот на казнувањето некакви интервенции да се направат? Да, познато е дека во некои земји казните за сообраќајни прекршоци се доведуваат во релација со примањата на оние кои ги направиле прекршоците. Инаку, што се однесува за состојбите кај нас, јас би рекол дека треба еден преоден период на почетокот да помени и искуството ќе покаже дали казните се превисоки или прениски. Ако и понатаму продолжи, да речам, значаен број на прекршоци, можеби ќе се заклучи дека казните се премали и треба се зголемат. И обратно, ако се заклучи дека системот има многу позитивни ефекти, може да се размислува и овие почетни казни да се намалат. Значи, потребен е тој извесен почетен период, ќе се стекнат искуства и согласно на тоа верувам дека ќе се преземат евентуални подобрувања или поправки на самиот систем. Така, но во делот на стандардот на граѓаните, дали сметате дека се можеби престроги казните или се доволно или се задоволителни за луѓето да се освестат дека не треба веќе да ги прекршуваат правилата во сообраќајот? Не, знаете, не е воопшто изговор ниските примања. Не правете, пораката е едноставна, не правете сообраќајни прекршоци и никој нема да ве казнува. Значи, тоа дека казните се превисоки или прениски, јас не гледам дека е некаков изговор или некаков проблем. Пораката е едноставна, треба да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и нема никој да ве казни. Така, така да тоа би било. Благодарам.